Ниските температури кои синоќа во Преспанскиот регион паднаа до -5 степени доведоа до 100% уништување на оболковите насади. Овоштарите од овој регион велат дека штетата ќе биде голема, поради тоа што овошките се во полн цуд, а во таа фаза можат да издржат температури до -2 степени. Денеска Преспанскиот регион го посети заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски, кој рече дека ќе се преземат сите мерки за заштита на она што е останато од овошките. Владата и Министерството ќе бидат во постојан контакт со земјоделците и веќе е закажана воредна седница на владата во вечерните часови, каде што по подготвениот материјал од првичниот увид во состојбата и вклучувајќи го сеопфатниот извештај на Управата за хидрометеоролошки работи, да ја разгледаме состојбата и анализирајќи ги сите податоци со кои што располагаме, да на вечерашната седница да донесеме одредени мерки за кои што дополнително ќе информираме јавноста, посебно од интерес за земјоделците. Градоначалникот на Ресен Ѓоко Стрезовски утрово имаше состанок со овоштарите од овој регион, каде беа разгледани мерките кои треба да се превземат за да се заштити родот. Она што нас ние како локална самоуправа на располагање, тоа е формирањето на комисиите, како и минатата година, во содејство со владата на Република Македонија, со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да се формираат тие комисии. Тоа ќе го сториме веднаш, значи првиот работен ден од наредната работна недела ќе ги формираме комисиите, тогаш кога ќе се создадат услови, ќе излезат на терен со цел да се констатираат првичните состојби и понатаму во понатамошната фаза да се направат и проценките на штетите како и минатата година. Овоштарите во текот на овие денови се обидуваат со расчадување, проветрување и прскање да спасат колку можат од насадите, а проценките допрва ќе утврдат што ќе остане од преспанското јаболко во годинешната реколта.